драги гледачи, повторно со вас, вашата омилена телевизија ТВ Страшо Пинџур, која никогаш не спие. Мене веќе ме познавате, јас сум Зорица, а ова до мене е секогаш насмеаната Снежана, која што денес ќе биде прв пат дел од нашето телевизиско студио. Здраво на сите, јас сум Снежана и да, ова ми е прв пат како водителка во студио. Малку сум возбудена, малку исплашена, ама најмногу среќна, зашто конечно можем да го кажем она магично добре дојдовте во нова епизода. А во неа ќе гледате на самиот почеток нешто што сите намачи, не домашните задачи, туку дезинформациите на интернет. Нашата Габи тргна во мисија да открие што е вистина, а што вистина во наводници. Подгответе се, следува вистинска интернет авантура. Преминуваме на нешто на вистина инспиративно. Нашата Елена тргна во посета на ученици кои блеснаа со своето знаење и труд и освоија награди во рамки на месецот на природните науки. По повод денот на ослободувањето на Неготино се одржа традиционалната ученичка трка, а нашите најбрзи херои денес се со нас. Да ги слушаме впечатоците од победниците. Како изгледа чувството да се стигне прв на целта и да се носи титула на најбрз ученик во градот? Во подрачното училиште во село Кривола се случил некаков бунт. На терен нашиот Марко, кој ќе ни долови за што станува збор. Свет. Секојдневно читаме вести, гледаме видеа, споделуваме објави, комуницираме со луѓето од целиот свет. Но во морето до информации не секогаш е лесно да се препознае што е вистина, а што не. Дезинформациите влијаат на мислењето, однесувањето и одлуките на луѓето. Здраво! Може ли да направите некој прашање? Да, може. Дали вие умеете да ги препознаете дезинформациите на интернет? Да. Зависи колку очигледна е дезинформацијата која се шири. Дали некој се проширува некоја лага на интернет за вас? Па, мислам дека да. Тоа воопшто не е во ред да се шират лаги на интернет. Ви благодарам многу. Браво! Може ли да ви прашам нешто? Да. Дали умеете вие да ги препознаете дезинформациите на интернет? Да. Дали некој се проширува некоја лага на интернет за вас? Не. Може да ни кажеш како? Дека се прошири за дека сум сакал Тоа воопшто не го уред исто така. Ви благодарам многу. Дезинформациите на интернет? Да. Дали некој се проширува некоја лага на интернет за тебе? Како? Може да ни кажеш како? Па, еднаш од имаше деца што ми пуштија на Facebook Слика од тебе? слика од мене дека сум ударил со мотор некој дете. Тоа воопшто не го одговор. Те благодарам многу. Дезинформациите се дел од секојдневниот дигитален свет. Но ние учениците имаме можност да бидеме пример, да ја шириме вистината и да не дозволиме лажните вести да ја заменат реалност. Интернетот е мојна алатка, но вистинската моќ е во знаењето и во способноста да се разоткријат лажните вести. Во продолжение ќе видите дел од постерите со тема манипулација и дезинформација кои ги изработија учениците од 7 оделение на час по македонски јазик.
недела, ученици од нашето училиште повторно ја докажаа својата љубов кон знаењето и истражувањето. На месецот на природните науки тие освоија високи места и бројни награди. Со тоа уште еднаш го потврдија успехот и посветеноста на нашите млади таленти. Во моментот се наоѓаме во кабинетот по хемија и ќе поразговараме со учениците што го освоиле првото место на надпреборот. Добар ден. Добар ден. Најнапред би сакала да ни се представите. Јас сум Емилија Ангелова, А јас сум Тела Кимова. Кажете ми, как се чувствувавте кога го освоивте првото место на надпреборот? Ние бевме многу возбудени и сретни, но мислам дека со доволно труд и учење може тоа да се постигне. Колку време се подготвувавте за експериментот и што беше најтешко во подготовките? се подготувавме по 2 недели и најтешко беше да ги подготвиме точните мерки за супстанците. Кој ви помогна со подготовките и колку беше важна поддршката од наставниците? Нашиот ментор Велика Маркова ни помогна нас со подготовките и мислам дека без нејзина помош ние не би го успеале експериментот. Каква е темата на вашиот проект? Темата на нашиот проект е магично сино измеретово шише. Би ви замолила да го презентирате вашиот проект за нашите гледачи на нашата телевизија. Дали се знае дека хемијата може да изгледа како магија? Ќе ви покажеме експеримент со кој течноста сама ја менува својата боја. Од сино или виолетово во безбојно и повторно во сино. Но не е волшебништво, ова е чиста хемија. Нашиот експеримент се вика магично сино и виолетово шише и ќе ви покажеме како изгледа една реакција на оксидација и редукција и што се случува со индикаторот кога е во различно средини. Пример кој ни е потребен за овој експеримент е лабораториско шише, натрив хидроксид, глукоза, метиленско сино и фенофталеин. Во лабораториско шише ставивме неколку капки метиленско сино и неколку капки фенофталеин. Едниот красно стана син, а другиот виолетов. По некое време, бојата ќе исчезне и растворот ќе стане безбоен. Но кога повторно ќе го протресеме, бојата повторно ќе се појави. Ова се повторува неколку пати. А сега ќе го оставиме шишето да постои неколку моменти. Растворот стана безбоен. Но сега со повторно протресување навлегува кислород и растворот повторно стана син. Ова се повторува неколку пати, односно селото има глукоза која што може да оксидира. Во овој експеримент се одвива редовс реакција помеѓу глукозата и метиленското сино. Глукозата оксидира и оддава електрони. Метиленското сино оксидационно средство ги прифаќа оддадените електрони при тоа што редуцира. Тоа кога редуцира станува безбојно, но со повторно претресување навлегува кислород и бојата повторно се враќа. Фенофталинот е индикатор кој што само покажува дали средината е базна или кисела. Во кисела средина тоа е безбоен, а во базна средина тоа е виолетов. Фенофталинот не оксидира и не редуцира како метиленското сино, затоа бојата не исчезнува и не се враќа со претресување. Ова беше нашето магично сино и виолетово шише. Ви благодарам. Леле, навистина, прекрасен проект и заслужена награда. Им благодариме на нашите млади научници за разговорот и им посакуваме уште многу успеси во иднина. Горди сме што нашето училиште продолжува да расте со вакви талентирани ученици. Ви благодарам. Добродојдовте во нашата рубрика посветена на традиционалната трка која се одржа во чест на ослободувањето на нашиот град 8 ноември. Денес овој се дел од организација на оваа трка која ќе ни готовува многу спортски настан. Добар ден! Добар ден. Јас сум Валентина Станковиќ и оваа година на трката освои прво место. Јас сум Јове Гринко и освоив трето место. Јас сум Драган Драган и ова година освои прво место. Јас сум Жаки Парамиш и ова година освоив прво место. Каде се одвиваше трката? Ова година спортот се одвиваше од градскиот стадион во
Од средбата на наградените ученици се уверивме дека тие се горди на своите награди. Но останатите ученици им препорачуваат наредната година да се вклучат во трката и да го одбранат трофејот на нашите училиште. Поздрав од нашата камера која денес пристигна во подрачното училиште по село Криволак. Тука петоделенците подготвија вистинско изненадување, драматизација со необични ликови и уште понаобична тема. Замислете, таблата, клупите, кредите и сунгирот решиле да се побунат. Да, бунт, но не за да направат неред, туку за да не научат нешто многу важно. Ајде да видиме за што станува збор. Ајде. Добар ден, драги другарчиња. Добар ден! Овде сме вашата драматизација да ни ја пренесеме на гледачите на телевизија Страшо Пинчо. Ајде почнуваме. Сунгер каде се сите ги не? Тука се кришти се. Навистина сум уморна, цел ден пишуваат, бришат, не размислуваат, па прават грешки, па пак пишуваат, па пак бришат. Цел ден сум мокра, нечудно што ме боли гребот. А што мислиш, мене ми е полесно? Брзо ме истрошуваат, но тоа не е проблем. Често ме користат како оружје и пукаат ме ги себе. Го знаеше ме од последната клупа, па ме фрли така што прелетав на половина пат низ од сонце и ја ударив главата во прозорец. А што гледате вие сте на наше место? И се качуваат, и чукаат, и пишуваат љубовни поруки. Што да правиме? Веќе не може да се издржи. Да, ајде да одиме на спето. Важи, ајде да одиме. А каде е Свет? Па овој не знам. Јас имам една идеја. Ајде да се сокриеме да видиме што ќе биде без нас. Одлично, ајде да одиме брзо. Засло на звончето за крај на одмор. Сега сигурно сите ќе трчаме. Што е ова? Нема табло. Нито сунгир, немаме клупи, нема креда. Ова не е можно. Што да правиме сега? Може би ние сме виновни што нема табла, нема сунгер, нема креда, нема клупи. Се крелопно вклучили од креда и да вратили. Пријателот на кој ќе пишувавме на ник. Не се однесувавме како вистински ученици, тоа мора да го признаем. Признаваме! Никогаш повеќе не би се однесували така само се врат таблата, кредата, сунгерот и клупите. На вистина, дали ветувате? Ветуваме! Ние сме сретни деца! Тра-ла-ла-ла-ла-ла! Ке учиме, ке работиме, нека знаат сите! Тра-ла-ла-ла-ла-ла! Браво, мали актери. Ајде сега со сите по една петка. Прекрасна порака. Треба да се грижиме за се што имаме, дури и за предметите во нашата училница. А сега, сакате ли да изиграме една игра? Играта се вика Погоди кој сум. Може ли? Да! Ајде да почнуваме. Слушайте ме внимателно за што станува збор. Служам за пишување. На мене пишуваат наставниците и учениците со креда или со маркер. Ме бришат со сунгер. Погодете што сум јас. Ајде ти. Тоа е табла. Браво. Ајде една петка. Вториот предмет вели вака. Мек сум и впивам вода. Стојам близко до таблата и ја бришам да биде чиста. Ајде сега, што сум јас? Ајде ти. Тоа е сунгер. Браво. И уште нешто. Најчесто сум бела, но можам да бидам и во боја. Запишувам на таблата се што ќе ми рече наставниците и учениците. За жал, можам и да се потрошам. Ајде сега, што сум јас?
Ајде сега. Ајде ти. Реда. Браво. Браво, одлични сте. Се очувствував прекрасно со вас. И така заврши бунтот во ова мало, но полно со идеи училиште. Овие петоодделенци ни докажаа дека и малите училишта раскажуваат големи приказни. Од поздрашното училиште во село Криволак, Марко Васелинов за телевизија Страшо Пинџур. Училишната библиотека е срцето на знаењето. Нашата Facebook страница е место каде што љубителите на книгата се среќаваат со нови идеи, настани и инспирации. Тука ќе најдете информации за најновите изданија и обновувања на библиотечниот фонд. Во чест на месецот на книгата, библиотеката организираше низа интересни активности. Учениците од 7 одделение, заедно со наставници од активот библиотекари, ги посетија првачињата и им прочитаа басни. Насмевките на детските лица сведочат за прекрасните мигови. Проектот Мојата омилена книга е представен преку фотографии на учениците со нивните најдраги романи, придружени со нивни лични и искрени, инспиративни осврти што ја откриваат длабочината на нивниот читателски свет. Активностите се завршени со уметничка работилница, цртеж инспириран од прочитана книга. Навистина, прекрасни и уникатни изработки. Следете не и станете дел од нашата читателска заедница, затоа што секоја книга отвара нов свет. И така, 6-та емисија завршува. Ви благодариме што бевте со нас и денес. Се гледаме во следната емисија со уште повеќе насмевки и нови приказни. Довидување!